Dobar ден, почитувани ученици. Јас сум професорот Петрушевска Бети од гимназијата Самиф Рашери од Куманов. Денеска на овој час ќе навлеземе во областа на стилистиката, ќе се запознаеме со неа, со незините стилови, подстилови, што е тоа, каква гранка е, што проучува и така натаму. Бифон рекол некогаш, стил е самиот човек. Значи, таа мисла е многу длабока и кажува многу нешто за самиот човек, за неговиот стил, за неговиот начин на живење, на облекување, на однесување. Бидејќи сме во полето на јазикот и на литературата, ние стилот го преземаме како стилистика, тоест како наука за стил, која што ги проучува изразните можности на јазикот и нивната реализација во говорот. Да се вратиме уште многу наназад, значи овој збор да видиме од каде доаѓа. Стилус, како латински збор, терминот или денешен стил, се појавил уште во времето на Стар Рим и тогаш означувал едно стапче со кое се пишувало на табличка на која што било намачкан восок. Значи се зема една табла, се топи восокот, се сипува на табличката, тоа се стврнува и подоцна со стапчето се пишува врз неа. Значи нивното сваќање во тоа време било такво. Тогаш тоа значило стил. Подоцна во средниот век под зборот стил се подразбира тип на еден исказ на човекот, а уште многу подоцна се подразбира вид на јазичен израз. Да се вратиме во секојдневниот живот денеска, значи зборуваме како би го приближиле, да ви биде појасно зборот стил, што би значело кај еден човек, значи стил на облекување, стил на однесување, стил на пеење, стил во спорт. Па да појасниме, ако е стил на облекување, значи имаме луѓе што се облекуваат елегантно, што се облекуваат спортски, што се облекуваат некој недоличен стил, однесување, бунтовен стил, мирен стил, повлечен, пеење, рок стил, балада стил или слично, или пак спорт, да го земеме пливањето, делфин, стилот, пеперутка, градниот стил и други. Сега да видиме овој термин или збор стилистика, според некои сознанија почнува да се употребува од крајот на 19 век. И сега, постои литературна стилистика и лингвостилистика, значи во областа на стилистиката, кои што имаат повеќе правци и пристапи, меѓу кои спаѓа и функционалната стилистика. Нас таа не интересира, бидејќи таа на прв план ги има своите функционални ставови. Со појавата на пообемната литература на македонски јазик меѓу двете светски војни, значи се појавува поезија, драма, други вид на текстови, раскази, романи, повести, кои што биле објавувани, печатени, значи се јавуваат и почетоци на разните функционални стилови. Значи, како се зголемува обемот на литературата, почнуваат да се изделуваат стиловите по своите карактеристики. Во нашиот македонски јазик постојат следниве функционални стилови: научниот стил, административниот или официјално деловен стил, публицистички стил, уметничко-литературен стил и разговорен стил. Ви благодарам, драги